Се подготвуваат измени во Законот за заштита од пушење. Иако повеќето одредби остануваат исти, предлагачот најавува олеснување за угостителите и за пушачите. Таму каде што се пуши кога е отворено или кога е сончево, ќе се пуши и кога врне или кога дува ветар. Угостителите тврдат дека токму делот за терасите досега оставал простор за различно толкување, а со тоа и за селективно казнување. Како ќе сака да го погледне објектот, така ќе го казни или нема да го казни. Статистиката покажува дека законот не го дал докрај посакуваниот ефект. Бројот на пушачи изминативе години се зголемувал. Каде сгрешија надлежните? Причините треба да ги бараме тука, во попуштање на контролата врз имплементацијата на законот против пушење. Статистиката покажува дека законот не го дал докрај посакуваниот ефект. Бројот на пушачи изминативе години се зголемувал. Каде сгрешија надлежните? Најригорозните измени во Законот за заштита од пушење беа донесени во 2010 година. За многумина пушачи, тоа се уште значи ускратување на правото да уживаат во омилениот порок. За непушачите пак, измените значеа конечно ослободување од чадот и миризбата во затворените простории. По најавите за нови измени во законот, ги прашавме и едните и другите. По речиси 7 години, дали и што тие би смениле? Пушење по мене не треба да има. Секаде забрането да биде. И како сега нека продолжи во кафани, во затворени, на работни места, во канцеларии, секаде нека продолжи. Нека нема пушење. Тоа е штетно. Нека се пуши внатре во локалите, дефинитивно. Во ресторани кај што има храна, можеби не би требало да се пуши, ама во барови, кај што се служи само пиење, би било окей. Значи овие терасите, затварање од 4 страни, од 3 страни, можело, не можело, доле, горе, доле, значи тоа е малтретирање на собственици, на луѓе, малтретирање до даска, значи. Или ки се реши еднаш вака или вака. Ние имаме солиден закон, мислам, флексибилен по некои светски и европски рамки, ако се гледа. На улица се пуши, пред згради се пуши, дома можеш, зашто на запад има згради каде што зградата не смееш да пушиш. Ако си пушач и твое станот и да го имаш купено, не се пуши у таа зграда и не се пуши. Сметам дека имаме ние балансиран закон овој за пушењето, али треба сегде да се аплицира тој закон. Од најавените измени во Законот за заштита од пушење, најверојатно ќе останат разочарани оние што се за негови радикални корекции. Според актуелното законско решение, пушењето во деловен објект е дозволено исклучиво ако тој е покриен со чадори, тенди или нешто друго, но отворен најмалку од 3 страни, на кои нема стакло, фолии, пластифицирани или најлонски прегради или нешто слично. А ако е заграден, тогаш не смее да биде покриен. Според новите законски измени, не би важеле токму овие правила, а цигара би можело да се запали без оглед на оградите или покривот. Предлагачот смета дека со минимални измени во делот за терасите ќе се постигне голем ефект во спречувањето на селективната примена на законот. Сега на терасите ќе може да се пуши независно од временските услови. Ги објаснува измените пратеникот од СДСМ Томислав Тунтев, кој е и нивен предлагач. Добар ден. Тони сум јас. Да, некако конечно успеавме да се. Да, ајде. Нелогично е, вие како гостин влегувате, сте пушач. Седнувате во просторот за пушачи. Значи, повторувам, просторот за непушачи воопшто не е тема на нашите предлог за измени и дополнувања, на нашиот предлог. Значи, како пушач седнувате во просторот каде што е дозволено пушењето и сега се сеќавам, јас во мојата дискусија реков ситна роса зароси или тивко ветре задува и гостин, некој, бара да се спушти најлонот за да метеоролошките услови се менале во меѓувреме. И сега вие во тој момент од пушач треба да се претворите во непушач. Само затоа што едниот најлон или едното стакло биле затворени. Ние предлагаме таму каде што е дозволено пушење да биде дозволено без оглед на метеоролошките услови. Крсто Блажевски е претседател на Асоциацијата на угостители Хотам.
се сеќава дека во 2010 година законот стапил на сила буквално преку ноќ, без можност за прилагодување. Наеднаш се пресече, се направи нешто што луѓето беа многу збунети од почеток, баш беше за Нова година, се сеќавам. Значи требаше до 12 саат можат да пушат на маса, после 12 да се соберат пепелјарите и нема пушење повеќе. За Блажевски најважно е да се направат измени со кои законот ќе биде јасен, без можност за различни толкувања и селективно казнување. Селективно беше спроведувањето, законот не беше чисто напишан за да биде јасен и кристален за сите угостителски објекти како треба да го спроведат и што треба да направат. Тука автоматски беше нели со инспекцијата кој се знае, кој не се знае и така натаму, кога доаѓа се знаеше одма кога доаѓа инспекција. Како тоа се научува, тоа си има други што треба да го кажат, нели, зошто било така. Во главно што треба да се постигне да биде тој закон ист за сите. Значи да нема селективност тука, дека јас сум од пример СДС или од било која партија, па може сега нели да се пуши кај мене и да му се смеам на другиот зашто кај него не може. А тоа постоеше претходно. Со најавените измени и натаму не смее да се пуши во затворен простор, иако тоа го бараат угостителите со објаснување дека така ќе имаат поголем промет. Во затворени објекти каде што има храна треба да е поделено, значи нешто слично како Србија во моментот што е. Ево и во Аустрија, кога во Македонија беше забрането, во Аустрија постои објекти што имаат пушечки и непушечки. Треба убаво да се размисли, значи кои се тие објекти, која квадратура, што треба да поседува објектот за вентилација, колку пати треба да се промени тој воздух во таа просторија и така натаму. Значи еве во Америка во моментов затворени простории се секаде или забранети, освен во казината, со тоа што имаат поставено стварно тие вентилациони системи кои менуваат воздух не знам колку пати во саат време целиот воздух да се промени и кога ќе влезете во едно касино вие воопшто не осеќате дека внатре се пуши. За овие идеи размислувал и Тунтев, но вели тоа се сериозни законски измени кои треба добро да се обмислат. Да речеме една алтернатива е да се воведат лиценци и секој локал, односно угостителски објект, да се определува дали ќе биде за пушачи или не пушачи. Ако биде за пушачи, тогаш ќе мора да плати лиценца. Тие пари нема да одат во буџетот за било што, туку исклучиво за проекти и активности за борба против пушењето. Законот од 2010-та за главна цел имаше подобрување на здравјето на граѓаните и намалување на бројот на пушачи. На овие статистики работи професор доктор Елена Ќосевска од Институтот за јавно здравје. Истражувањето направено додека го подготвувала својот докторат во 2002 година покажало дека во земјава 42,7% од лицата на возраст од 15 до 64 години се пушачи. Во 2016-та процентот е зголемен на 46. Ќосевска смета дека ваквите поразителни бројки се резултат на слабата контрола над спроведувањето на законот. Со текот на времето, попуштија мерките, не се спроведуваа доследно и повторно ние сме сведоци дека имаме веќе ресторани во кои што може да се сретне дека има пушачи и покрај тоа што нели е таму забрането со закон. Во дел од здравствените установи, па дури и административните владини институции се среќаваат лица кои што пушат цигари, што значи дека причините треба да ги бараме тука, во попуштање на контролата врз имплементацијата на законот против пушење. И достапните податоци за извршени редовни и вонредни контроли упатуваат на заклучок дека нив се помалку ги има. Така, например, во 2013-та извршени се 16.819 инспекциски надзори, а секоја наредна година бројот се преполовувал. 2014-та 8.070 контроли, 2015-та 4.427. Зошто се драстично намалени контролите?
дали казнувањето било селективно и што мислат за новите предлог измени на Законот за заштита од пушење. Побаравме одговор од оние кои ги донесоа ригорозните измени во 2010-та, ВМРО ДПМН. Оттаму не добивме никаков одговор. И додека едните бараат измени, а другите не би го менувале постојниот закон, простата математика покажува дека ако во едно семејство има двајца пушачи, тие во чат секоја година претвораат еден солиден летен одмор. Во пари, а во здравје